Здравите и чисти заби се многу битни за здравието, а уште побитно е најмалите тоа да го научат што порано и секако за поздрав е овој проект на Црвениот крст од Битола и се надеваме дека токму со овој проект ќе посетат уште многу градинки во општина Битола па и во регионот. Ќе останеме на темата здрава храна, здравје се она што треба да се јади токму во овој период, но овој пат ќе се преселиме во Кичево, каде што беше промовирана книгата "Храната е вистински лек во 21 век". Се она што е карактеристично за оваа книга ни открива самиот автор со кој разговараше колегата Бранислав Стојановски. Храната вистински лек во 21 век е насловот на книгата што во Кичево ја промовира дипломираниот нутриционист Цвета Динева. Господја Динева, добре дојдовте во утринската програма на Мега телевизија и најпрво честитки за промоцијата на вашето првенче, книгата Храната вистински лек во 21 век. Токму така, благодарам за поканата во вашата емисија. И денес еве во Кичево, промоцијата на книгата, веќе ова е четврта промоција во рамки на нашата држава. Првата беше во Скопје, потоа Битола, вчера беше во Штип и еве денес во Кичево и многу сум среќна, да бидам искрена, што еве денеска во Кичево ќе биде направена промоција на книгата. Гледам голем интерес кај луѓето, се повеќе ги интересира здравата исхрана, се повеќе се буди свеста кај луѓето дека дефинитивно здравјето низ устав влегува. Тоа го докажува и науката, тоа го докажуваат и моите 16 години работа во оваа област, во рамки на CD Диет клубот, мојот центар за здрава исхрана, имаат минато и илјадници луѓе, и со промена на начинот на исхрана и со промена на видот на храната, се повеќе си го подобруваат своето здравје, си регулираат телесна тежина, значи мајки што не можеле до вчера да останат бремени, остануваат бремени, луѓе кои што имале тешки проблеми со било какви заболувања, симптомите на болеста сите се ги намалуваат. Значи покрај конвенционалната медицина, природната медицина мора да оди паралелно со истата, за да имаме вистинско здравје кај секој од нас. Се е во превенцијата, а превенцијата пред се е во здравиот начин на исхрана. Како што кажал Хипократ, нека храната ви биде лек и лек нека ви биде вашата храна. Дефинитивно тоа било на наше поднебје нормално. Луѓето пред 50 години многу здраво се хранеле, бидејќи немало избор на нездрава храна. За жал, се повеќе луѓето во последните 50 на години повеќе јадат храна што не е природна, туку е храна што е процесуирана, индустријски производ, и болестите се накалемија една врз друга. Дури и некои болести што биле автентични за луѓе над 50 годишна возраст, стануваат веќе болест на деца од 20 на години, а богами и по 20 години. Целта на оваа промоција, целта на ова четиво, јас што го држам во раце, на мојата книга, првенец, е да даде една основна едукација или осветлување на луѓето колку е едноставно секој од нас здраво да се храни, да си ги пренесе зелените пазари дома на трпеза, за да бидат подалеку од болниците, од амбулантите и од аптеките. Значи, за нашето здравје самите ние требаме пред се многу да придонесеме и се разбира, државата може да направи голем чекор со воспоставување на предмет здрава исхрана или хигиена на исхрана и во предучилишните установи, и во училиштата, основни и средните училишта. Ке дојде време кога и тоа ќе биде, но како и да е, слухот кај луѓето за здравата исхрана е се поголем и тој момент мене многу ме радува. Јас сум сигурен дека вашата книга ќе допре до многу луѓе кои што сакаат да живеат здраво и сакаат да консумираат здрава храна. Колку вашата книга и се она што досега издадено мислите дека допринесува за тој здрав живот на луѓето и дали можеби е потребно и повеќе медиумско експлоатирање на оваа тема, се со цел што поголем број на луѓе да бидат запознаени со причината зошто треба навистина да се зема здрава храна? Значи вака, медиумски мислам доста оваа тема е експлоатирана. Лично јас сум многу често по медиумите, по телевизиите, во пишаните медиуми, радиото. Веќе 4 години мои совети од 5 минутки во секој ден на Македонско радио 2
одат од 15 до 10 наутро. Значи, медиумски оваа тема е прилично покриена или присутна. Но пишан текст од наши автори има малку. Еве, оваа книга, јас сметам дека ќе биде едно четиво кое што ќе биде четиво за секое семејство, нешто што ќе биде како еден патокас. Чекај да видам сега, меѓу другото, покрај тоа што пишува за основните, да речам сега, правила се тоа. На денешно време, порано луѓето не ги крстиле правила, функционирале така. Нормално функционирале природно, затоа што биле дел од природата. Тие биле секојдневно со пиење вода, не постоеле сокови, ни газирани, ни негазирани, ниту било какви. Значи, луѓето се хранеле со многу свежа храна, многу овошје, многу зеленчук, она што им растело во дворовите, во полињата и така натаму. И по природа на нешта, тие се хранеле здраво, никој да не им каже дека треба вака или онака, го имале инстинктот, природниот инстинкт кон храната. Ние го изгубивме тој инстинкт со исхрана наназад, барем над 40 години со нездрава храна и сега редно е да се вратиме назад. Јас се вратив од пред 16 години, кога почнав нови начин да се хранам. Сега, ова четиво ќе ви дава такви насоки. Ви кажува што да правите на прост, едноставен начин, како што всушност и работите. Работите се многу прости и едноставни. Не е ништо сложно кој ќе се каже органска храна. Тоа е природна храна која е нормално да ја јадеме. Таа што е на зелените пазари кај нас. Тоа е тоа да го внесеме во нашите домови. Ќе ги најдат и рецептите во оваа книга, рецепти за здрава храна и здрава подготовка на истата. Едноставни рецепти за секојдневие на секое семејство. И во оваа книга исто така се споделени искуства од мои членови кои што си ја подобриле својата здравствена состојба со помош на едноставно преоѓање на природен начин на исхрана. Јас ќе речам природен, а не здрав. Значи, здрав може да подразбира некакви суплементи, додатоци во исхрана, така натаму не. Храната од зелените пазари, на оние што живеат во градови, а храната од бавчата, од полето, на оние што живеат во средина, село, каде што самите си одгледуваат одредени култури. Многу чудно. Тие што баш ги имаат во дворот, тие овошја, тие зеленчуци, најмалку си ги почитуваат. Јас викам, ако нештото го платиш 10 евра килограм, ќе одиш да го купиш во грамови и да го јадеш. А вака во дворовите имаат вишни, јаготки, цреши, праски, кајсиеве во овој период, и вика, не јадам овошје. Тоа е проблемот. Значи, реков, треба да го развиваме се повеќе инстинктот кон здравата исхрана. И за крај на разговорот, може ли да упатите една порака до нашите гледачи? Имам една моја формула, чисто ја кажувам, и многу ефектна. И луѓето многу ја слушаат. И се вика ВОЗ, ВОЗ. Што значи тоа ВОЗ? Секој ден, секој од нас во својот воз и влегува во своето здравје. Што значи тоа? В вода, овошје за зеленчук. Воз значи вода, овошје, зеленчук. На дневно ниво, секој ден, ден за ден, ние за кратко време и до вчера да сме се хранели нездраво, влегуваме во сопственото здравје. Без вода, без овошје, без зеленчук, на дневно ниво, една од овие компоненти да не достига, ние добиваме ден болест. Дали денес, утре, по 10 години, за жал тие по 10 години што доаѓаат по 15, директно се оние најтешките заболувања, знаете колку е канцерот одина веќе во пандемија. За жал не бира ни род, ни возраст, ни ништо. Затоа, бе луѓе, пијте вода, јадете свеж овошје, јадете свеж зеленчук на дневно ниво. Тоа е главната превенција за обезбедување на едно здраво тело, здрав дух, здрав мозок, здрава мисла. Благодарам уште еднаш и честитки за промоцијата. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во овој разговор со господја Динева, а нашата емисија продолжува и понатаму.